Здраво на сите. Добре дојдовте во уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Денис Абдула, независен актер. Здраво, Денис. Само да се уклучам, еве сум здраво. Добре дојде во интернет просторот. Добро те најдов. Ти благодарам што ја прифати поканата и што се согласи да ги споделиш своите доживувања, размислувања и ставови за театарот во време на пандемија. Првото прашање до тебе е што значи да се биде театарски актер? Како го доживеа прекинот на работа на театрите, со оглед на тоа дека веќе имаше и неколку процеси во кои што беше инволвиран, и како го ти минаа првите полициски часови? Што значењето е истото. Значи ништо не е сменето, само што во оваа ситуација е малце по колективно и е насекаде во светот. Значи сите во оваа ситуација сме, да речеме, во еден краш кој што не можеме никако да најдеме начин како да се вратиме назад во сега зборам за театарот, како да се вратиме назад помеѓу нели ние како колеги, како актери и публиката која што е тука околу нас. Така да мислам дека значењето е исто, ништо не е сменето, само можеби малце ќе треба да се почека. Работев представа во Македонскиот народен театар, тоа беше подработен наслов Магнолија, представа на Васил Христов, која што требаше да има премиера. Да не беше пандемија, требаше да има премиера негде април, така нешто, крајот на април. И така доста беше чудно кога негде 9-10 во театар дојде нели од Министерството за култура и од државата дојде како правилник дека више не смееме баш да се собираме и да бидеме да продолжиме со процесот. И некако така само што почнавме на сцена да работиме, некако сето тоа се прекина и се надевам дека ќе го довршиме, ќе најдеме начин некако да го довршиме. Не знам кога, ама се надевам дека нема да прекина полицискиот карантин. У глобала внимавав доста се чував, седев дома доста време, дур траеше тоа, работа нешто немаше премногу, али не знам, малце си најдов онака простор и време за да размислам за некои работи, за себе, за професијава наша и за све. Во организација на град Скопје се случи повик во време на корона. Се организираа разни настани во периодот на тие полициски часови, се со цел да се анимира народот, да се задржи духот. Така и ти беше дел од едни театарски представи што се случуваа меѓу згради, претпоставувам, и некад имаше можност. Така, како театарот од? Театарот Балкон, така. Театарот Балкон. Може ли да ми споделиш малку повеќе за тоа искуство? Како е да се игра додека публиката е во на своите балкони? Доста убаво и доста интересно. Представата игравме, тоа беше првата изvedба која што игравме нели за повикот култура во време на корона. Од град Скопје ја игравме во Чајри, игравме на 3 јазици. Не знам, тогаш беше ситуацијата доста исто затегната, беше почетокот на целава пандемија и се собравме актери кои што беа тука у близина, кои што се од Чаир и почнавме да правиме тука проби на отворено. Добивме дозвола од една градинка кој што ја идев у таа градинка као дете. Ту има еден затворен простор, тој отворен простор ни го дадоа као да го користиме надвор. Таму ги правевме пробите и направивме доста добра представа за еве да речеме детска представа, тоа е детска представа за деца од 5 години до 12-13 години. И направивме така доста интересна представа која што игравме 3 пати за сега.
последното беше во Кавадарци исто на отворено во големиот парк пред 3 дена игравме. И така доста луѓето и публиката и тие случајни минувачи затоа што сите тие настани мора да се организираат некако така. Не може да се организира као со некој не знам, маркетинг кој што ќе трае 1-2 недели заради самиот ризик, туку треба да биде као спонтан настан кој што тука кај што поминуваат деца со родители и луѓе кои што ние ќе им кажеме, доаѓаат и ја гледаат представата. Така да тоа беше доста, да речам, онака како еден вид на чистење на умот и на тоа дека добро е. Мислам, знаеме со што се бавиме, актери сме, не сме станали умеѓу време нешто друго. Така да убаво е за да се држи малце таа психолошка состојба на тоа дека не ете нешто работиме и дека сме у тоа на некаков начин. Кои се протоколите со кои што се справувате? Има ли дистанца и користите ли маски? Па тоа е тоа е целиот концепт на представата. Ја работиме на дистанца, носиме маски и носиме ракавици. И така и ја играме представата. Так. Главното у представата се мерките, нели новите игри, правилата како сега децата треба да се играат по новите правила со дистанца, смислуваме нови игри, исто така доста дел од представата како тема офаќа екологијата и животната средина и тоа како се однесуваме ние со незе. Но главното нешто за кое што се зборува представата е COVID-19, нели вирусот кој што мора да внимаваат и децата, нели во сега, мислам не може никој да им забрани за да излезат и да се дружат, тоа е јасно, али сепак мора да внимаваат, па така да оваа представа најдовме некаков начин како да си смислуваат и да најдат начин да си играат, али при тоа да бидат на одредена дистанца за да се намали ризикот, нели. На некој начин сите професии поради пандемијата и поради вонредната ситуација се префрлија на интернет, така и образованието. Сигурно си запознаен дека и факултетот за драмски уметности се префрли на интернет и продолжи со онлайн едукација. Но од друга страна и театарот на некој начин се префрли на интернет со чест на вакви исклучоци кои што се обидувате да го продолжите животот на театарот во ист простор со публиката, без разлика што и тоа надворно. Од друга страна, државните институции почнаа да ги отвараат архивите, особено на почетокот кога настана вонредната ситуација, и да покажуваат, да прават онлайн прикажување на веќе одиграни театарски представи во живо. Како ги доживеа овие представи? И светот ги отвори своите архиви, сите светски театри ги отворија. Дали успеа да погледнеш онлайн прикажување на веќе изиграни представи во живо? Како ги доживуваш како публика? Па, ево, глобала бев редовен гледач на онлайн представите на Шаубуне, Берлин. Изгледав доста представи од таму и не знам, повеќето беа на Томаш Остермаер, али не знам, чувството мене ми беше доста убаво. Тоа беше еден нов начин на гледање на стварите и стварно, мислам, али добро. Тој театар више со своето искуство и со години знаат и како треба да снимат представа за да се прикаже, нели, да може да гледаме на екран. Искрено, кога ги гледав нивните представи, али добро, сега зборам за нивните, не зборам за нашите балканските, пошто гледав, нели, и од локалните театри тука на Балканот. Изведби, доста мокно влијаеше тоа на мене. Некако со секоја представа што ја изгледав, остави доста така голем траг и белег и да размислувам и после тоа што не верував на почеток кога почнав да ги гледам првите, мислам дека меѓу првите беше Хеда Габлер, не сум сигурен. И мислев дека добро, окей, ќе гледам представа и после тоа ќе играм PlayStation, ама не беше баш така.
туку така ми дае простор да размислам и и сватив дека постои начин ако се организира добра екипа или ако се посвети малце повише време и се сака тоа да се направи, нека постои начин да се направи представа која што луѓето би можеле да гледаат онлайн. Нели да се дешава во театар, да се дешава на одреден простор, а тоа да се усними со 4 камери, со шини, со целосна опрема, микрофони. Секој шум да се чуе, секоја емоција да се види во крупен кадар, така да доста моќно, доста понака позитивно ми изненади. Наспроти овие онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо, во светот, а и кај нас почнаа да се подготвуваат представи за време на вонредната ситуација, за време на полициските часови. Ева, за пример, ги земаме Тој и таа од Велешкиот театар во режија на Дејан Дамјановски или Илузии, виртуелната представа на Нела Витошевиќ од Вондерленд театар, како и многу други представи од светот. И сега тука настануваат реперкусии околу тоа дали е тоа театар, дали може театар да се случува преку друг медиум, дали може театар да биде на интернет, дали се тоа интернет перформанси, дали можеме да ги наречеме интернет перформанси, виртуелни представи. Како ти како гледач ги доживуваш овие проекти? Па, пред се ја поздравувам доста самата иницијатива и идејата и мислам тоа е доста храбар потек за да се почне нешто такво и мислам дека тоа е во оваа ситуација тоа е доста битно. Доста битно е некој да почне со тоа и да даде и на нас нели луѓето кои што се бавиме со истата професија да ни даде некаков кураж дека може да се направи нешто. Да, не е театар, немаме публика, го немаме костимот, го немаме партнерот до нас. Малце е целото тоа почудно за тоа како би требало да изгледа театарот. Но сепак самата иницијатива што тоа некој тука кај нас го прави и наоѓа начин, мислам скроз го разбирам тоа. Потребата имаме сите за да работиме во овој момент и сосем го разбирам. И ми се допадна, искрено ми се допадна. Сега Тој и таа немав прилика да гледам, еве сега може после интервјуот да изгледам. Има онлайн, така? Да. Да, ето тоа можам. На Вондерленд театар представата Илузии ја изгледав и мене ми се допадна. Мислам, тоа се и мои блиски и драги колеги кои што и ги ценам и као актери ги сакам и мислам дека си ја завршија задачата и дека беа доста. Мислам, главното е тоа што стварно ја поздравувам таа иницијатива и мислам ќе застанам за сите што пробуваат да направат во оваа ситуација во овој момент нешто. Мислам, сосем е нормален поривот и нема тука што да дискутираме повише дали треба или не треба. Кои се твоите планови како независен актер во нашава земја, доколку оваа ситуација продолжи вака да се одвива, доколку продолжат мерките за предпазливост до недогледен период? Се надевам дека ова е само хипотетичка предпоставка и дека нема тоа да се случи, но која е позицијата на независниот актер во нашата земја? Па, и сама знаеш, доста време беше, мислам, и ти човек кој што беше надвор од институциите. Са не ќе да звучам дека као нешто се жалим, а мислам дека ние сме во најтешка ситуација во моментов. И добро е што постојат театри и институции кои што се грижат во овие моменти за уметниците и иако нема представи, иако театрите идат во загуби и све, нема репертоар, мислам, сите тие работи кои што ги повлече пандемијата, мислам дека добра ствар е тоа што уметниците кои што се вработени во некои институции, барем некој дава некаква грижа за нив во овие ситуации. А за мене можеби претходно беше малце потешко со тоа што после секој проект следното прашање ми е добро се што ќе биде следното. Не знам што ќе биде следното. А во оваа ситуација мислам дека тоа е на квадрат. Прашањето два пати треба да се постави.
Не знам, еве, се надевам дека би завршило за колку и да е. Би завршило. Не мислам дека би трајало премногу долго, но ако треба да даеме жртва од, не знам, година, две, еве, од моја страна е окей. Мислам, не менја ништо. Али би било убаво да се најде начин, протокол, за да можеме, не знам, да се вратиме на сет да снимаме, за да можеме да се вратиме во театрите да работиме и да се вратиме на тоа што ни е работа. Така. Тоа е, мислам дека. Имаш ли си размислувал за некакви решенија како би можел да се развива театарот во овие услови? Иако вие преку театарот Терас, театарот Балкон, всушност на некој начин и нудите некакви решенија како може да се одвива театарот денес. Да. Еве, како што ги споменавме тој и таа илузии, значи тоа е исто така еден начин кој што е доста актуелен во моментов во светот. За не знам, за останатите, еве, например, Србија до пред некој време требаше да продолжи, тоест да почнат со снимања на серии, на филмови и на све што застана пред да започне ова. Но ете им се појавија протести, бројката е огромна. Да не го забораваме исто Black Lives Matter, исто кое што сигурно ќе повлече уште поголема бројка во сите градови, сите држави каде што се одржуваа протестите. Така да не знам, да, начинот е можеби дека треба да ставиме прсти и да размислиме, не знам, има милиарда, има радиодрами, театар од Балкон, онлайн представи, синхронизација на турски серии се шал. Али еве ќе размислуваме сите бараме некаков начин како да се вратиме на работата и како да продолжиме таму кај што сме застанали. Така. Мислам, тоа би било доста убаво ако може да се деси. Во овие услови, кој е местото, улогата и значењето на театарот во нашата земја? Местото е истото, театарот нема никаква промена, е таму каде што е. Значи, стои само што е заклучен, нема публика, не смее да се влезе внатре. Улога нема за театарот во моментот. Он е у тие денови каде што ние исто тоа што го кажав пред како актери, кога ќе завршиме процес и викаме, добро сега, што е следно, зашто никој не ме бара? Зашто никој не ме јавува? Мислам дека е така на малце поголема пауза. Што беше, извини? Функцијата, значењето. Па значењето зависи од самата пандемија. Значи, значењето го нема се дур она постои. Се дур она е тука, она ги диктира правилата и ние главниот проблем е, мислам, со нас со тоа што не можеме да застанеме на сцена. И ние како актери, и да речеме операта и балетот, мислам дека ќе бидеме последни кои што ќе профункционираме некако. Еве, за бендовите се најде некаков начин до квинтет, секстет може би да се стават на сцена за да можат да свират, да музицираат, публиката може да биде на дистанца, ама пак не е тоа. Пак не е тоа. Разговарав и со еден наш познат бенд и баш тоа им реков, викам, зашто не направите онлайн концерт и да даете некоја символична цена, мислам, вие сега сте познат бенд и секој би вија купил, секој би вија платил картата и они тоа го рекоа, тоа што го рекоа е доста точно, дека секој не може да го добие звукот кој што они го даваат на лице место во живо и мислам сосема тоа нормално, да, можеби некој дома има подобра опрема за да слушне тоа како изгледа, ама сепак не може секој да дојде
до тоа усвари што како треба да звучи и што треба да почувствуваш ти као гледач и као публика на концерт. Така да тоа е, не знам, мислам оваа тема е доста зборувана, нели, последниве неколку месеци, сите зборуваме за тоа. Ја на моменти почнав малце да се откажувам од тоа и више не ми се размислува за тоа, пошто некако така ми да неубаво чувство кога мислам на тоа, ама се надевам дека у најскоро време дека ќе се среди и ќе може да се вратиме пак насет. Како би се справиле со оваа ситуација, како би действувале големите уметници од минатото, кои на некој начин влијаеле во твојот развој како актер? Кога би се нашле во овој 21 век? Од минатото, туку и уметниците сега кои што се големи, кои што имаат огромни кариери, повикуваат на тоа дека треба да се стопира целиот пазар, дека треба да се стопира и Холивуд, дека треба да се стопира Европа и дека целосно треба малце да олабавиме од тоа да создаваме ризик и да ја пренесуваме болеста, што до некаде се оправо, но сепак тоа се некои големи уметници кои што нивната заработка е доста голема и нема некоја потреба финансиска за да мора да работат. Нашиот случај на Балканот, па може и пошироко е малце по-друга. Мислам, да, јасно е дека тоа се пренесува и дека е заразно, ама мора да се најде некаков начин. Најверојатно, јас искрено се надевам и во моментов само тоа се надам дека снимањата и филмовите дека ќе најдат дека тој вид на уметност ќе најде некаков начин за да се интерпретира и за да може да се вратиме како што било порано, мада и било пак некако поразлично. Ама на тоа се надевам искрено дека ќе продолжиме да работиме со снимања, дека ќе продолжиме да работиме на филмови серии, на све што следи, што е некако и тука кај нас и на Балканот, за светот не сум слушнал, ама пробуваат со некаков протокол, правила, пробуваат да снимаат и да се вратат на сет. И се надевам дека тоа би било малце побрзо него театрот. Ова беше последното прашање до тебе денес, но оставам простор доколку моите прашања не ги опфатија твоите размисли за театарот во време на пандемија, да се доискажеш слободно. Све опфатија, така да фала ти на поканата. Благодарам што ја прифати поканата. Беше многу убаво. Ти посакувам убав ден. Исто и тебе. Фала ти.